почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Подготвувајќи се за денешната дискусија по однос на амандманот на предлог законот за Академијата за судии и јавни обвинители, кој секако дека очекував да биде одбиен, бидејќи таква е судбината на нашите амандмани, тргнав од самиот вовед на законот, оцена на состојбата во областа што треба да се уреди и причините за донесување на законот. Таму се вели дека донесувањето на закон за Академија за судии и јавни обвинители произлегла од потребата за реформа на судството во Република Македонија, зацртана во стратегијата за реформа на правосудниот сектор, стратегиската цел на Република Македонија за членство во ЕУ и потребата за остварување на преземените обврски за спроведување на ефикасни и континуирани реформи во судството, базирани на европски стандарди. Основната намера на владата на Република Македонија за членство во Европската Унија налагала продолжување на реформите во областа на судството и негово натамошно унапредување. И да почнам со ред. Амандманот што го одбивте имаше токму за цел зголемување на професионалноста на начин со кој членот и заменикот на член во приемната и завршната комисија одредот на раководни административни службеници во Министерството за правда да има 10 години стаж. Јас сум убедена дека наведениве потребни 6 години стаж се за однапред определена личност која сте ја црпнале од партиските штабови, најверојатно од ДУИ, чисто за да се знае кој е газда, за да стане раководен административен службеник во Министерството за правда. И сега знам дека ќе се спротивставувате на ова што го велам, но за да ве демантирам, јавноста ќе ја потсетам само на ново назначениот директор на Бирото за метрологија, кој не знаеше каде ќе биде директор, ама требало токму тој Колешке, директор. темата е закон за Академија за суди и јавни обвинители, немаме врска со метрологијата. На темата, во ред. Ве молам. Готово, тука завршувам со само чисто како споредба какви директори и какви раководни кадри ставате. Така ли ќе ги реформирате институциите, колеги? Затоа паѓа довербата на граѓаните во институциите, како што е падната довербата на граѓаните во судството под 4%. Еве кажете ми, дали во стратегијата за реформи на правосудниот сектор ви е зацртано некој да се стекне со документ за положен правосуден испит пред да дипломира, па и да се вработи без работен стаж. Институциите молчат и си ја префрлаат топката. Министрите си имаат право на дискрециони одлуки. Народот ја напушта државата заради тоталната нефункционалност на системот. А власта си ја пее, кучињата лаат, караванот си врви. Епа, колеги, караванот си врви, ама негде мора да сопре. Или ни отиде државата. Трето нема. Докаде ќе стигнеме ако државата, како што велите, немала правни или други механизми за да ги санкционира овие случаи? Колеги, правни механизми за разрешување на скандаливе што ги правите има, но волја да се постапува по словото на законот нема. Затоа што од партиските штабови вадите луѓе и ги насадувате во правосудните органи. Затоа нема правда. Затоа што на сите ни е јасно кому му слугуваат овие партизирани судии и обвинители. Самите граѓани ја знаат дијагнозата на главната болест, а тоа е нефункционалноста и до срж партизираноста на обвинителството и судството. Самите граѓани знаат кој во оваа држава е во затвор, а кој на слобода. Се додека имаме затворени честни луѓе и патриоти судени надвор од принципите на здравата логика, а на слобода имаме докажани криминалци, ние нема да можеме да говориме за правда. За жал, таква е Македонија денес. Ниту почетокот, ниту крајот не можеме да ви го фатиме. Ајде да се обидам.
Имавме скандалозен избор за шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, без никакво искуство, но со многу фотографии од врвот на Дуи, кој наместо веднаш да се зафати со работа и да почне да го гони криминалот кој е присутен на секое ќоше, поита најпрвин да си ја направи сопругата обвинителка. Па доживеавме оставка од председателката на Судскиот совет Павлина Црвенковска со образложение кое веќе сите го знаеме, а гласеше: во Македонија владее бизнис судска елита. По доживеаната оставка следуваше изборот за наследник на Црвенковска, уште поскандалозен и изваден овој пат од фотоалбумот на Социјалдемократскиот сојуз. Па ја дочекавме Весна Дамева, која од судски приправник дојде за да оценува, именува и разрешува судии, иако и самата нема ни ден стаж како судија. И скандалот со положен правосуден испит, без завршено соодветно образование, го надживеавме, за после него да се обзнанат уште над 400 случаи за прекршени норми и правила. Академијата за судии и јавни обвинители стана башибузук во кој не се знае чие дете, како се запишало, ама однапред се знае дека ќе заврши и дека ќе се смести во урнисаниот правосуден систем. Податокот пак дека од страна на институциите се реализирани само 20% од зацртаната годишна стратегија за борба против корупција, покажува дека оваа власт нема намера да се справува со корупцијата, затоа што самата таа е извор на криминал и коруптивни сделки. Па откако се увиде неспособноста на институциите да ја гонат корупцијата, се соочивме со американски тим кој само извади на виделина кој колку не сработил. Еве вака ги расцветувате судовите и обвинителствата. Буквално немаме случај каде што победила правдата. Правосудниот апарат се користи само за политичка пресметка и заштита на стратешките интереси на власта. Затоа власта ја злоупотребува дискреционата моќ за да ги постави оние послушници кои што ќе судат онака како што ќе им се каже. Не смееме да го дозволиме тоа, посебно ако на вистина стратегиската цел на Република Македонија е членството во Европската Унија и за остварување на преземените обврски за спроведување на ефикасни и континуирани реформи во судството, базирани на европски стандарди. Предалеку сте од намерата за членство во Европската Унија. Ако реално имавте таква намера, ќе се трудевте од корен да го реформирате судството, бидејќи за да ги продолжиш реформите во областа на судството, потребно е да има било какви реформи. За да го унапредиш судството, треба да има било каков напредок. Ако продолжите со вакви реформи, како досега, слободно можеме да го пречкртаме и правото и правната држава. Мора да се бираат квалитетни кадри во судството и обвинителството, но вие едно говорите, а сосема друго правите. Сами оценивте дека е катастрофална состојбата во правосудството, па сами дадовте повторна доверба на директорката која ја води Академијата за судии и јавни обвинители. Со наградување на неработата и неработниците не се оди напред. Со назначување на лица со политичко влијание, кои поминуваат членови, како Весна Дамева, Љубомир Јовески и да не ги набројувам, само се доунаказува правдата и на површина се повеќе излегува трулиот систем. Срам сте за македонското правосудство. Не може и не смее со неправо да се влезе во правосудниот систем и да се дели правда. Институциите стана заложници на партиските интереси. Не може и не смее коалиционите интереси да продолжат да бидат поважни од законите. Ниту Европа може да ни ги реши проблемите кои секојдневно ни ги создавате, ниту пак ќе стигнете до Европа со разноразни афери. Институциите мора соодветно да реагираат на неправилностите, а не да се прават недоветни и ненадлежни само за да се премолчи целиот срам.
никој не смее да ја застанува на патот на правдата. Полна ви е устата со правна држава, а молчите и одобрувате кршење на закони буквално секој ден. Со вакво однесување не можете да ја постигнете основната цел на законов, кој мора да се заснова, како што сте кажале, врз начелата на правичност, јавност и објективност. Академијата има за цел професионално, независно, непристрасно и ефикасно извршување на судиската и јавно обвинителската функција, како и стручно и ефикасно извршување на работите на стручните служби во судството и јавното обвинителство. А реалноста е дека Академијата ниту е професионална, ниту е независна, а пак за непристрасна не станува ни збор. Затоа поднесуваме амандмани, за да влијаеме на зголемување на професионалноста. Но, за да се зголеми професионалноста, прв логички услов е да има професионалност. А професионалност пак никако не може да се најде во партиските штабови. Благодарам, колешка. Нема да мрднеме од место, не знам дали сте свесни, ама вака само тонеме и како луѓе, и како држава. Ви благодарам.